продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или Светот на Божјата мајка, овој пат со поднаслов најголемите цивилизацијски придобивки во древноста. Што учи Европа за ова прашање? Која е најстарата древна цивилизација? За сите нив тоа е грчката. Од нив таа цивилизација е презеле римјаните, односно латините, а од нив цела Европа. Тие не можат ни да помислат дека носителите на древната цивилизација се народ од родот на пелазгите, по својата етногенеза венети во 6 век применувани во Словенија. Не ќат ни да помислат, без обзир како е запишано во старите записи. Затоа ако тие нешто немаат, ќе го измислат. Затоа ја измислија Грција, држава која што постои од 1830 година. Никогаш во историјата пред 1830 не постоела држава под име Грција. Зошто им требаше ова? Од две основни причини. Ако жителите кои живеат на подрачјата на територијата на нашиот јужен сосед ги именува онака како што ги именувале древните автори, никогаш не ќе можеа да кажат дека Александар и Филип биле Тебанци или Спартанци или Атињани, а требаше да ги погрчат. Тоа го видовме, ќе го видиме и во натамошните излагања. Втората причина заради тоа што им беше потребно такво нешто е за да можат да ги оправдаат големите колонизации што во претходните векови ги извршија низ светот. Со тоа тие требаше да покажат супремацијата на белата врз останатите раси. Затоа тие луѓето што дојдоа на Балканскиот полуостров во бела облека црн тен, прво ги обелија, ги прикажа како пеласти или беласти. Името на староседелците кои ги затекнаа кога дојдоа на новија подржја. За таа цел древните македонци треба да се одвојат од сегашните, да се раздвојат, да се покаже дека тие едни меѓу други немаат врска. Затоа тие за нас велат сме дојденци на трапници на овие простори од задкарпатските простори, а со древните македонци немаме никаква врска. За жал, во овие своји излагања и настапи и теории најдоа и своји соговорници во домашните кајс, како што ги нарекувам измекери, кои што пласираат истоветни ставови. Ние сме дојденци на трапници освојувачи на овие простори, а на освојувачите на трапниците знае што им следува. Тој овозможи на сите наши соседи да приграбат дел од територијата на древната македонска држава. И овозможи да асимилираат дел од древното македонско население, од древниот македонски народ. Има возможност да приграбат дел од тоа културно наследство што го оставија нашите древни предци. Така, едни ни го зема Александар и Филип, други ни го зема царот Самуил, Кирил и Методи, трети Георгија Кастриот, четврти Марко Крале. Сите тие ја променија топонимијата на својата територија. Се знае зашто тоа го направија, да ги прикријат трагите на древна цивилизација кој што ја оставија на овие простори како живи сведоци до ден денес. Некои од нив ја изфрлија етимологијата како наука, односно етимолошките толкувања од своите толковни речници, затоа што не можат да објаснат од каде илјадници венецки или денес така наречени словенски зборови во нивниот јазик. Сите можат да го слават Александар и Филип од тука до Индија, да му градат споменици, само ние македонците не можеме. Сите можат да си градат своја историја, да ги истражуваат своите древни корени, само ние македонците не смееме да копнеме подлабоко од 6 век. Не советуваат, гледајте напред што ви треба да се вртите кон минатото. Тоа ви носи само штети. Се прашувам дали ова случајно и добронамерно. Секако дека не е. Во оваа емисија ќе се обидиме со силата на аргументите и артефактите да разобличиме оваа конструкција. За да видиме кому припаѓа најдревното цивилизацијско културно наследство на Европа, прво треба да видиме кој и кога е дојде на овие балкански простори. Едноставно, по принципот на елиминација, да дојдеме до вистината кој е кој
и кому му припаѓа ова културно наследство. Едноставно, ако некој кој дошол во 8 век во старата ера или во 7 век од новата ера, не може да претендира да биде учесник во Тројанската војна, да биде учесник во создавањето на древната митологија која што оставија древните пелазги и така натака. Значи, идеме поред. Најстарите жители на Балканскиот полуостров се пелазгите или пеластите или според наше беластите, тоа е наадекватен термин. Мислам дека според лошите транскрипции е доедено во пеласти или пелазги. Изворниот нивен назив треба да е беласти. Запишено од сите древни автори. Ние ги набројавме во претходните емисии, само ќе повторам некои од нив. Херодот, Хомер, Страбон, Аријан, Јустин и така натака. Виргилије, Овиди и Насон. Пелазгите е само еден, или беластите е еден антрополошки опис на еден голем род, кој по својата етногенеза се венети во 6 век видовме преименувани во Словени. Доказот е топонимијата што ја оставија овие наши древни предци, хидронимијата, нисонимијата, оронимијата, за кои што зборувавме во претходните емисии. Нема да се повторуваме. Грците не спорат дека кога дошли на Балканскиот полуостров го затекнале староселско население кое се нарекувало пеласти. Тие нив ги нарекувале варвари од проста причина што не го разбирале нивниот јазик. Записи имаме, кај повеќе автори, ги цитиравме во претходните емисии. Најдециден е Херодот, него го последивме и демоста и неговите искажувања, поради кои искажувања денешните грци го прогласија безмалку недоветен, демек не знал што зборува. Македонците, видовме во претходните емисии, се дел од тоа големо пелазгиско семејство. И за ова прашање има бројни сведоштва, нема да ги повторуваме. Прв инороден народ, кој што е етнос, кој што дојде на овие простори, се данајците, чиј родоначалник е Данај, кој што доаѓа на Балканскиот полуостров со своите 50 керки, кој што бегајќи од инцест, од 50 сина на Египт, братот на Данај, родоначалник на египјаните, дојдени се во бела облека, црн тен, во 8 век пред нашата ера, затоа и грците своето време го мереа според првата Олимпијада, 776 година. Времето кога прилика за прв пат стап на балканските простори. Нивното доаѓање опишано е, тоа веќе го кажавме, во трагедијата на Есхил при бегарки и ги пречекува домородното население пелазгиско начело со кралот Пелас, така според него наречени. Според древната традиција што пелазгите ја има. Данајците, односно египјаните или египците, кои што нашиот народ така ги нарекува според местото од каде што доаѓаат, впрочем така си запишани на каменот од Розета, се измеша со домородното пелазгиско население и благодарение на тоа мешање настаната денешната грчка нација. Значи, тие се мешавина од данајците дојденци и од Египет и домородното пелазгиско население. Го зема името Хелени, а јазикот си го задржа данајскиот, оној што си го донесоа од Египет. Меѓутоа, треба да се знае дека остана дел од пелазгиското семејство надвор од оваа грчка сфера. Тоа сме ние, денешните македонци, со истиот јазик, култура, обичаи до ден денес. Со разбира со сите архаизми неопходни, односно разбирливи за еден период од повеќе од 2000 години. Кога сме кај хелените, односно името што тие го зедоа, треба да правиме една разлика. Хелените пред доаѓањето на данајците и хелените по доаѓањето. Старите, староседелците на Балканот, хелените се дел од населението кој што живее на најјужниот дел од Балканскиот полуостров, чиј родоначалник е Хелен, братот на Македон, и според видовме според Хомера, Овидија Насона и другите древни автори, тие се пелазги, исто како и македонците. По доаѓањето на данајците се измешаат и јазикот се менува, тие го прифаќаат данајскиот јазик, но го задржуваат хеленското име. Затоа кога историските извори ќе се прочита Хелен, треба да се прави разлика и временска дистинкција до доаѓањето и после доаѓањето на данајците. Следната промена
етногенетска на Балканот, значи нов инороден народ се бугарите, дојдени во 7 век од новата ера, поточно 680 година на чело со Аспарух. Тие се турано-татарско или турано-монголско потекло со жолт тен, со жолта пигментација на кожата, искосени очи и испакнати јаболчици. И тие антрополошки се разликуваат од домородното тракиско, македонско, словенско население, некој што тогаш го наречува. Тоа што веќе е крајот на 7 век. Тие го земе името бугари, го задржаа јазикот словенски, а топонимијата задржа тракиската, значи староседелската. Албанците, нашите западни соседи, се дојдени според едни извори во пред 300-350 години, според други, негде 11-12 век, без обзир како е, тие си ја пишува својата историја, ние ќе ги прифатиме тие нивни определби. Кога пристигна, се измеша со домородното илирско-дарданско потекло, илирско-дарданско население, како што тие тврдат, кое што е исто така од родот на беластите, пелазгите, како што сакате. И тие со таа мешавина ја создадо денешната албанска нација. Го зедо името Албанија, што е исто така термин, име од понов датум. Во древноста немаше држава со името Албанија на овие простори. Што се однесува до србите, тие пак се староседелско население, според составот на населението, те се потомци на древните трибали, илири, дарданци, рацени, рашани или раси, како што милуваат себе си да се кажат, а го зедо името Србија, термин кој што е исто од понов датум, во древноста не постоеше исто така држава под името Србија. И мора да кажеме што се случи во 6 век, точка која што сите земат како преломно, наводно преселби на народите, дошле тука дивите словени од преку Дунав, се измешале со домородните населенија, се измешале со сите, само со нас македонците не, од едноставна причина македонците исчезнале. Тоа е таа конструкција која што нас се прави за да оддалечат од древните корени, за да може некој друг да ги приграби. И има нешто доаѓање на словенски маси од преку Дунав, али тоа се минорни бројки, кои што не влијаат на промената на етничката структура. Познато е и зашто. Крајот на 6 век, мислам дека е во времето на византискиот император Маврики, 582 година, кога границата на Византиската империја се повлекува на Дунав, пона население што беше од таа страна Дунав и остана незаштитено, далеките аварите, татаро-монголите, хуните, остана незаштитено, едноставно пребега преку Дунав, си дојде кај своите. Како што и забележал Константин Порфирогенец, се распосла на оваа земја како свој на свое. Да предеме на конкретни работи, да предеме на темата за која што вечерва ќе зборуваме. Предеме книгата на Јован Павловски, Мишел Павловски, Вчера и денес Македонија. Во неја овие автори даваат еден цитат од делото на Енгелс, знаеме сите кој е Енгелс. Иначе докторирал на Хераклит, значи е познавач на древната историја. Во неја тој тврди дека хелените од варварите ги наследиле овие 12 работи и децидно ги набројува: усовршеното железно орадие, ковачкиот мев, рачната мелница, гранчарското тркало, преработката на масло и вино, развиената обработка на метал, колата и боевата кола, градењето бродови со трупци и штици, почетокот на архитектурата, како и уметноста, утврдените градови со кули, Хомеровиот еп и севкупната митологија. Гледаме, овде нема ништо грчко, нема ништо хеленско. Кому врбаја ќе видиме во натамошните излагања? Кои се варварите што ги спомнува Енгелс, од кој што хелените ги презеду овие цивилизацијски придобивки? Секако тоа се пелазгите кои го населуваат целиот Балкански полуостров, целото Средоземје, беа раселени на сите овие простори, се простега едноставно открит до Балтик. Неспорно тоа во историските извори, секаде ќе ги сретнеме. Нивна е оваа цивилизација.
Да идеме поред. Според Харолд Ламп, еден од најголемите познавачи на древната историја на Балканот и посебно на Македонија, кој што тоа го запишал својот дело за Александар Македонски, најстарите организирани населби во Европа се наоѓаат и потекнуваат од Македонија 6620 години пред новата ера. Најстара државна творба на просторите на европскиот континент исто така е македонската. Откако постојат пишаните извори, од времето на Каран, потомок на Темен, односно на Херакле, запишани се сите кралеви навака. Значи има пишани извори од 814, пред тоа за жал не постојат. Иако и пред тоа, според некои сознанија, македонците имале своја државна творба. Оваа царска династија се нарекува Хераклиди, според првиот митски крал го велат, јас би рекол историски, Херакле, а за време на неговиот внук Темен се почнува се нарекува и Темениди. Што значи Теменидска династија, објаснил Мак Фасмер уште 1941 година, кој вели дека таа има словенски карактер. Основата се наоѓа во словенските јазици. Затоа Плутарх ќе забележи дека Александар по потекло, според татко, бил од династијата на Херакле, значи директен потомок му се Каран, Темен и Херакле, затоа и таа династија се нарекува Хераклиди, а според мајка е потомок на Ахил. Ние изнесовме досега некои артефакти врз основа на кои тоа и се потврдува. Затоа ќе замолам режијата уште еднаш да пушти телопот на кој што е прикажан Херакле со змиите. Тоа е слика на вазна, денес се наоѓа во Лувар. Значи, извор е грчка митологија од Софија Сули. Се наоѓа на страна 66 и ќе замолам да се пушти уште еднаш слайдот на Ахил. Тоа е црвено фигурална амфора, околу 450 година пред нашата ера, се наоѓа во Рим, Ватиканскиот музеј. И тоа има можност гледачите до сега да го видат. И уште еден артефакт, Одисеј, како го предава оружјето на Неоптолем. Тоа е оружјето на Ахил. Неоптолем е син на Ахил. Исто ова црвено фигурална купа од 490 година пред нашата ера се наоѓа во Јуена. Што гледаме на сите три овие артефакти, овие вазни? Наградите Ахил го има македонското сонце. Херакл лежи на кревет на кој што го гледаме македонското сонце. Одисеј го предава оружјето на Ахила на неговиот син Неоптолемеј, меѓу кој го гледаме на оклопот македонското сонце, наградите во најгорниот дел, на штитот исто така македонското сонце. Ова покажува која создаваше оваа митологија. Луѓето чиј символ беше сонцето, не луѓето чиј символ беше буфот, како символ на мрак и темнина. Видовме од сегашните излагања и Херакле и Ахил се од родот на пеластите, и тие не се грци. Децидни се зашто имавме во Хомеровата Илијада. Видовме и кај Овидиј Насун, кој е дециден дека на Тројата има 1000 бродови и сите пелазги. Видовме кај Хомера дека и Ахил е пелазгиец и положува жртви на Зевс пелазгискиот бог Дзе. Најстарите монети исто така се монетите од македонските кралства, бидејќи тие има најстара држава, тука и почна развојот на монетарниот систем. По основите на монетарната политика во Европа ги поставија древните македонци. Нема кој друг. Кој смета поинако, нека покаже некој артефакт од кој ќе се види дека имало постари монети од оние на македонските кралеви. Да видиме што е со најстарата музичка скала. На сите музички академии учениците, студентите учат дека најстарата музичка скала е бригиската, односно некој пишу, како што милува да пишат, фригиската. Бригите, знаеме, се дел од македонскиот народ, најстарото македонско племе. Според Херодот еден дел се сели во Мала Азија и таму се нарекуваат фриги. Едноставно,
дали е тоа сега грешка во транскрипцијата или пак свесно тоа го направиле да се разликуваат од својот домороден корен, од своите домородни предци кои си останале да живеат и понатаму во Македонија, тоа станува науката да понатаму истражува. За нас е битно дека првата музичка стала ја создадува бригите, дел од големото македонско семејство, не старото македонско племе. Потврда за ова имаме кај неколку древни автори. Пред се би го спомнал Плиние, римски историчар, во неговата книга 7.197 или глава 197, Диодор од Сицилија, книга 2.58 и Плутарх во делото за музиката број 18. Да видиме што е со архитектурата. Ние ги учиме своите ученици и студенти дека архитектурата во Македонија почнува во 19 век. Меѓутоа, што можеме да забележиме по светските научни списанија, научни книги? За пример, ќе земам Марија Гимбутас, американски автор, која што напише една книга која што представува најкомплетна монографија на неолитот за Европа. Таа на насловната страна ќе ја стаи македонската куќа од Породин. Некои велат дека е 5000 години пред Христа, меѓутоа најновите сознанија зборуваат дека е тоа многу постаро. А во натрешноста на книгата ќе го најдете најстариот храм во Европа, која што таа го датира 10.000 години старост, повторно од Македонија. Гледај каков злочин правиме према собствениот македонски народ, како самите се оддалечуваме од собствените корени. Препуштаме тоа културно наследство да го приграби некој друг. Не само Марија Гимбутас, еден од најголемите архитекти во 20 век, Ле Корбуазие, во Македонија се восхитуваше на македонската куќа. Тој наоѓаше инспирација за своите дела, за својата работа токму во Македонија, токму во македонската куќа. Што да кажеме за основите на театарот? И овде имаме една аномалија. Ги учиме учениците и студентите дека театарот во Македонија почине со Војнар Чернорински во 19 век. А што гледаме по нашите древни градови? Во Скопје, односно во Скупи, Хераклеа, во Охрид, во Стоби, па и во другите македонски градови кои се сега на територијата на други држави, гледаме древни театри. Римјанчето Витрувио ги класифицираат во две врсти. Имало, демек, грчки и римски театри, два вида. Како може да има грчки театри во древноста, во антиката, кога грчка држава не постоеше? Не постоеше ни грчки народ. Постоја некои полиси кои прашање дали може да се нарекуваат како државни творби, меѓутоа тие своја држава грчка нема. Првата им од 1830 година. Првата театарска представа во Атина ја одржал некои си, како што зборат научните сознанија, некои си теспис кој што од север дошол и на дрвена кола им одржал првата представа. Не е спорно дека денес на територијата на Грција се наоѓаат древни театри. Меѓутоа, од кое време се? Дали си тие основоположниците на нова уметност? Тоа е голем знак на прашање. Многу појака, многу посилна цивилизација од нив беа македонците, пеластите, венетите, во 6 век преименувани во словени, се разбира. Што се однесува до римјаните, тие пак дојдоа во Македонија затекоа готови театри. Не знаејќи што да прават, и издлабија сцената и во нив одржуваа гладиаторски борби. А што друго би правеле кога нема нити драмски текстови, нити трагедии, нити комедии? Мораше да го прават во тие театри она што го знаат. За македонците театарот беше култно место. Тоа беше место каде што се одржува најголемите свечаности, каде што се однесува собрание на војската, собрание на народот и така натаму. Знаеме дека во една таква прилика и е убиен и македонскиот крал Филип II. Се разбира, според овие кажување на древната европска на грчка цивилизација, сите прикажуваат, односно древната грчка цивилизација како носител на оваа театарска уметност. Нас македонците не нема нигде.
што можеме да забележиме ако погледаме еден од древните театри? Ако го погледаме гледалиштето, ќе видиме тоа го изградено на форма на половина сонце. Сонце во изгревање. Ако ја погледаме како е изградена, како е поставена сцената, што ќе забележиме? Повторно ќе видиме дека таа е во форма на сонце во изгревање. Ако знаеме како изгледа македонското половина сонце, ќе ни стане јасно кој е носител на ова културно наследство, кој ги создаваше овие театри. И да не заборавиме, голем број драмски писатели, трагичари живеева и работеа во Македонија. Еден од најголемите секако е Еврипид, кој починал во Македонија. Тоа е добро познато на јавноста. Да видиме што е со Хомеровите епови, најстарите пишани дела, највредните пишани дела, Илијадата и Одисејата. Видовме ние во претходните емисии, само ќе напоменам, Елијан или Алијан или Апијан, како некој го запишуваат, римски историчар запишал дека Хомеровите епови се напишани на бригиски јазик. Бригите видовме кои се, најстарото македонско племе. Разбирливо е. Тројанската војна видовме претходните емисии одржана тука на Балканот. Учесници се и оние што ја напаѓаат Тројанија, што ја бранат се од Балканот. Едните од југот, другите од северот. Тука и морала да се одигра Тројанската војна. Значи некој од учесниците пишувал за овие настани. Видовме најголемиот германски лингвист пред 200 години Лудвиг фон Пасов кажа дека Илијадата има словенска лексика, дека има словенска јазична основа. Тоа го потврди и Кристијан Хардер 100 години подосна. И да го разложиме самиот збор Илијада и Одисеја, ќе видиме, ќе доаѓаме и ќе до сознанието дека тие се пишувани на јазик кој е разбирлив за денешните македонци, разбирлив на денешниот македонски јазик. Или и јад. Или е градот кој што се обзеднува, јад, тоа се маките, трагедиите што ги доживува најголемиот тројански град Или. Видовме и зашто. А Одисеј од одење патишествие, повторно разбирливо на нашиот денешен македонски јазик. Како прашате некој грк што значи Илијада или Одисеја, ќе ви каже тоа е архаико, старо, непознато. Значи, тоа што е нормално. Не го создадоа грците, односно поранешните данајци или египци. И овде гледаме нема ништо грчко. Што е со писмото? Цел свет учи дека најдревното писмо во Европа е грчкото, кое тие го презеле од феникиците. И тоа ние видовме во една емисија која го посетивме Охрид на самите мозаици на Плаушник, по малата крстеница, така наречена, го најдовме Кадмо. Тој е крал на енхелеците, племе кое што живеело на територијата на Македонија со главен град Охрид. Кадмо е нивниот крал, таму го видовме и Дионис и Хармонија и нивната ќерка Земајла, бремена со Дионис. Видовме од претходните емисии дека до 600 година, според Плиние, немаме ни еден запис на хеленски јазик. Хелените, се мисли на народ оние кои што се измеша со данајците при нивното доаѓање. Првите записи се после 600 година, но затоа имаме сведоштва кај Диодор од Сицилија дека Лин, учителот на Орфеј и Тамир, пишувал со првите врежани знаци на пелазгите и јазикот пелазгиски. Видовме исто така според Диодор од Сицилија дека Пронапит, учителот на Хомер, исто така пишувал со пелазгиски букви и на пелазгиски јазици. Значи, најстариот писмен народ овде се пелазгите, а пелазгите според Херодот видовме за грците се варавли, зборувале на туѓ, неразбирлив јазик. Бидејќи писмото потекнува од пелазгите, староседелците на Балканот, нормално и тие први да ги создадат првите библиотеки. Најстарата библиотека според светските енциклопедии ќе видиме дека Александриската, најголемата и најубавата, со 700.000 ракописи. Тоа е град кај што се слевала целата наука во древноста. Нема учен човек што нешто значел во тогашните светски размери, а да не бил школуван и да не делувал и работел во Александрија. За жал, 3 пати е палена за да се уништи тоа културно наследство, од кој видовме во претходните емисии, нема да повторуваме.
според Страбон, еден од најголемите дејци во древноста, во Александрија била направена и првиот музеј, првата уметничка галерија на слики и статуи. Основал Птоломеј I, тој е првиот меценат, тој е првиот донатор кој што ги финансирал во почетокот, го поддржувал, односно го финансирал овој проект, а подоцна тоа го презела државата. Значи, и првата книгоиздателство му се припишува на Птоломеј. Тој е крал од македонската кралска династија која што 300 години владееше со Египет и основаше Птоломеј Лагов, иначе полубрат на Александар и генерал во неговата војска. Најстарите универзитети во Европа велат дека биле оние во Италија, меѓутоа забораваат европјаните дека 200 години пред тоа Свети Климент имаше свој универзитет со 3.500 ученици на Плавошник. Најстарите цркви видовме се повторно од Македонија. Апостол Павле христијанството почна да го шири од Македонија. Во делата апостолски читаме дека први христијански општини се македонските градови Филип и Солун и Бер, а првата христијанка Лидија Македонката. Така запишале древните автори. Не го пишеше тоа некој денешен македонски националист. Новиот завет, како што пишува Зенон Косидоси во сказанија за евангелистите, е пишуван на коина јазикот. Видовме кој е коина јазикот, оној што како државен ликослужбен го воведе Александар Македонски во својата империја, мешавина од 40 јазици, за никој да не се чувствува како поробен. Па како што вели Квинти Руф, римскиот историчар, морале да го учат и победниците и победените. Самиот овој факт зборува за тоа дека тој не можел да биде ниту грчки, ниту македонски. Едноставно тоа е коине, првиот есперанто јазик, месавина на 40 јазици, јазик на трговијата, кој што Александар го воведе во својата империја. Секој дома можеше да се го спорува својот јазик, меѓутоа во државната администрација тоа беше коинето. Но овој јазик се користи и покрај тоа што Македонија потпадна по римско власт се до 5 век од новата ера. Па најголемиот број на дела што се на него запишани се напишани на овој јазик. Затоа грците го присвојуваат, за да го присвојат тоа старо културно наследство. Па покрај својот старогрчки и коинето го прогласија за грчки. Стариот завет е пишуван на јазик кој засега е непознат. Меѓутоа, има остатоци, свиоците од Мртвото море, најдени во солените пештери во Мртвото море, меѓутоа, за жал, тие не се достапни на македонската јавност, нити пак на било кој друг. Едноставно се чуваат како најголема тајна. Дали би може би затоа за да не се види кој ја создавал Библијата и на кој јазик и со кое писмо ја пишувал таа. Тоа идните настани историски ќе го потврдат или ќе го демантираат. Еден многу интересен факт кој што зборува за настанокот на христијанството и религијата е извод од книгата на Птоломеј Клавдиј, кој што живеел од 87-та до 150-та година од новата ера. Творец е на географијата. Тој е еден од најголемите антички географи и астрономи. Преписот е од 8 век од новата ера, се наоѓа во Рим, во апостолската библиотека во Ватикан. Еве, тоа е тоа. Тоа е изводок од неговата книга. Што е за нас македонците интересно? Многу интересно, на него е нареден календарот и зодијачките знаци. Месеците да се запозна македонската јавност со кое писмо се напишани. Многу близко до денешната наша кирилица. Многу слично, да не кажам идентично. Во центарот е тој, како што вели Птоломеј, Божјата мајка, која што го раѓа младото сонце, кое што древните жители го идентификувале, како што читаме, како Исус Христос. Во средината се разбира крстот. Христијанството, инаку, како државна религија, го воведува
Константин, византискиот император, бил и римски, 313 година со Миланскиот едикт. Зошто е интересен Константин? Па и Константин е од овие краишта, како Јустинијан. Пред мене е книгата Расија, Коловенија, најстарата цивилизација и српските чудотворци, од Божидар Трифунов Митрович, доктор на правни науки, меѓутоа голем дел од својот живот го посветил на истражувањето на древните корени, живеел во Русија и му биле достапни руските архиви, затоа има многу интересни податоци во неа. Тој за императорот Константин вели дека е роден 285 година во околината на Скопје, умрел 337-та. Србите сакаат да го прикажат како свој, велат да е околината на Ниш, кој што го носи името, меѓу другото и Царицин град. Меѓутоа царски и Царицин град не е исто. Не е спорно дека мајката на Константин е од Ниш, инаку тој е Скопје на старо благородничко семејство. Значи, неговото потекло е, може да се каже дека микс од старо македонско и старо српско семејство. Ренесансата, велат, почнува во Италија. Меѓутоа, дали е така? Секој од вас може да појде во македонските цркви да ги види старите фрески пред се она во Нерези, што на нејзе ќе забележи. Оплакувањето Христово на левиот ѕид, 1264 година пред Христа, ренесансна фреска, 200 години постара од она во Болоња. Јустинијан го сметаат за најголем кодификатор на правото. Неговото дело е наречено Кодекс Јуре Цивилис, значи кодекс на цивилното право. Живеа во 6 век, а знаеме дека Рим пропаднал во 5. За жал, цел свет го учи како римско право, не како Јустинијаново, не како македонско, не како византиско. Како се може да биде, само не може да биде римско. Тоа е оној Јустинијан кој чието изворно име е Петруш, а прекарот в правда или управда или во правото, а латините го нарекуваат Јустинијан, што произлегува повтор од нашиот збор Вистинијан. За Аристотел веќе рековме, таткото на науките. И тоа е родом од Македонија, татко бил кралски лекар на македонскиот царски двор, дедо му исто, парадедо му исто. Во Атина бил сметан за меток, дојденец или едноставно странец, бил сметан за окупаторски филозоф и генерал на Александровата војски, да не наредуваме. Исто и со Хипократ, кој што својата Хипократова заклетва ја дал во Пела, древната македонска престолнина. Најголемите морепловци видовме според Гај Јулије Цезар, еден од најголемите римски императори, кој што го запишал во својата книга Галските војни, биле венетите. Венетите се најстарите словени, тоа го знаеме од историските извори и презентиравме бројни артефакти и докази за таа работа. Замислете сега оние диви словени кои што со трски уста да го поминаат Дунав за да се наследат на Балканскиот полуостров, биле најголемите морепловци на Медитеранот. Доаѓаме до најинтересниот момент, митологијата. Што вели светот за оваа работа? Најстарата митологија е грчката. Творци се старите грци. Меѓутоа, да појдеме поред, седиштето на боговите е Олимп. Ведовме во една од претходните емисии, когото од книгата на Александар Донски, 50 сведоштва за древните македонски корени, и за различност од грците, тој изнесе голем број на автори, древни автори, кои што од сите страни на Медитеранот, кои што тврдат дека Олимп е македонска планина, дека грчките простори, односно хеленските простори, се протегаат најмногу до реката Пена, што значи дека никогаш не задирале хеленските интереси и територии нити во Епир, а да не зборуваме за Македонија. Според најголемиот антички географ Страбо, Олимп е македонска планина. Според тоа, творци на тие олимписки митови може да бидат само жителите кои што живееле на оваа планина или во нејзината околина. Тоа се никој друг туку македонците. Творци на древната митологија, најголемите творци и непознати се Хесиод, кој што живел и работел 8 век пред Христа, нешто подоцна, тоа е Хомер.
кој што ги дава во своите Хомерови епови. Меѓутоа, ако ги прочитаме нив, нигде не се спомнуваат грци или хелени. Тој зборува за митологијата, митологијата за народот што создаде на овие простори. Тоа се пелазгиски митови, бригиски митови. Помош можеме да најдеме и во другите, како и древни, така и современи автори. Така, например, најстариот мит за постанокот на светот е пелазгискиот микос. Најстариот мит за создавањето на човекот е пелазгискиот мит, според кој најстар човек е Пелас, кој што кој е самоникнат, изникнал од земјата. Тоа можеме да го видиме од книгата на Роберт Грейс Грчки митови. Таму има и многу други сведоштва за пелазгиското наследство, за митовите кои што тие ги оставија. Нема да ги набројуваме сите. Најстариот мит за Божјата мајка видовме потекнува исто така од овие простори. На просторите на јужниот дел од Балканскиот полуостров го нема или многу ретко го има, што е и нормално. Тој култ го создава македонците, по него и го носат своето име. Македонците имаат двоен основ во своето име. Значи се нарекуваат македонци по името на Божјата мајка. Значи Македонија значи земја на Божјата мајка, тоа го разлучивме, нема да го разлагаме повторно, и по богот Македон, нивниот родоначалник. Тоа е нешто подосна. Видовме грците се дојдени во 8 век пред нашата ера. Затоа и нивното сметање на времето почине од првата Олимпијада 776 година. Сите овие митови за првиот човек, за Божјата мајка, за првиот бог Уран, неговиот син Крон и внук Дзе, за титаните, за гигантите, за аргонаутите, за тројанските епови, сите се настанети пред доаѓањето на данајците и египјаните. Затоа тие не можат никако да ги сметаат за свој. Временски се разликуваат. Значи, нивните, најсторите творци рековме дека се Хесиод и Хомер, па затоа древните елини, односно хелени, го прекорувале Хомера затоа што на боговите им дал варварски имиња кои што тие не можеле да ги разберат. Сите, значи, овие се видовме постари од грците и никако не можат да бидат грчки. Видовме во Хомеровата Илијада, сите учесници се пелазги. Во второто пење, 680 стих до 870, само зборува за пелазги. Овиди Насон исто така во своето дело Преобразби или Метаморфози, децидно во своето 12 пење тврди дека на тоја тргна 1000 бродови и сите пелазги. Ќе ја замолам режијата да пушти некој од слайдовите, кои што ги објавивме во некој од претходните емисии, кои зборуваат за тоа кој ги создаде митовите, најдревните митови. Пред мене фотографија на Божјата мајка во камен, која што има откриено во Ангел Божиновски. Ја прикажавме во една од претходните емисии, би замолам уште еднаш да се пушти. Тоа е во околината на Прилеп најдена. Датирањето е многу старо. Близу 9000 години. Потоа, интересна е артефактот од Кјузи музеј од грчката митологија, што издаде Софија Сули во Атина, на страна 164, прикажани се Пенелопа и Телемах. 440 година пред нашата ера, над главата на Пенелопа, го гледаме македонското сонце на разбојот. Ево го богот Дзе на престолот со олимписките богови, на престолот македонското сонце. Се наоѓа во Минхинскиот музеј 500 година пред нашата ера. Ево го престолот на Питија во Делфи, насловена Егеј во Делфи, црвено фигурална купа, околу 430 година пред нашата ера, Берлински музеј. И тука гледаме на престолот македонското сонце. Еве Атина, богињата Атина, која ги надгледува на подготовките на аргонаутите, на бродот Арго. И неа позади, и тука гледаме позади Атина штит со македонско сонце. Лондонски и британски музеј, исто извор грчка митологија од Софија
Сули. Еве една бронзена монета и така на која прикажан Одисеј со бригиска капа. Значи тоа е бригиски мит, не е грчки. Да видиме што е со етимологијата. Што етимологијата зборува за древните божествени имиња. Видевме во едно од претходните имиња Дзе, врховниот бог. Има македонска етимологија, разбирлив во денешниот македонски јазик, како таков и запишан од каменот на Розета што го оставија древните македонци кои што владеева со Египет 300 години. Поседен е неговиот брат. Ако разложиме името, што добиеме? Посети дно. Тоа што го поседува морското дно. Па, впрочем, неговите дворци се наоѓаат на морското дно. Затоа и разбирливо на денешниот македонски јазик. На грчки ништо не значи. Атина, видовме во претходните емисија. Под митологијата родена од главата на татко и таа немала мајка. На старословенски татко е Ата. Затоа и Атина или Татина керка. Повторно разбирливо на денешниот македонски јазик. Но да не бидам неправеден на јазиците на останатите словенски народи. Сите тие имаат право на тоа културно наследство. Дионис, богот на виното, автохтон. Во сите енциклопедии ќе го најдете како автохтонно македонско божество кој што потекнува од Македонија, а подосна го превзели и хелените. Многу интересно на приказната за Афродита. Прв ја запишал Хесиот во својата Теогонија. Што вели овој мит? Имаме во две верзии, ќе ја кажам она постарита, која зборува за Крон и неговиот татко Уран, кога Крон сака да го симне од престолот својот татко Уран, прво богот, тој зема срп, замамнувајќи му ги оцекува гениталиите, па Хесиот вели, човекова машкос паѓа во морето. Значи, кожа човекова плови по морето, тоа се неговите гениталии. Од него излегува пена. Од таа пена, да не ја наречам поинаку, се раѓа девојка, веднаш е девојка бидејќи е богиња, тоа е според настанот наречена Афродита. Афра е по древно македонски, значи пената, спермата, а дете во сите словенски јазици до ден денес е задржано во изворна форма. Особено кај далматинци тие ден денес ке наречуваат дите. Затоа Афродите е дете на морската пена. Разбирливо само на овој наш македонски јазик не се разбира и на јазиците на останатите словенски јазици. Првиот остров на кој што излегува Афродита е наречен Китера според Хесиот. Замислите повторно според настанот. А некој кога не го знае како во Македонија и во Србија се нарекува машкиот полов орган, ќе му стане јасно од каде е Китера. Крвта што паѓа пак од Уран паѓа на еден остров кој според настанот повторно велам според настанот е наречен Крв. Ако беше грчки мит, островот ќе се наречеше Хема. Според грчкиот назив за крвта, според кој светската наука хематологија го носи името. Меѓутоа овој мит го создадоа древните македонци, древните пелазги, древните бригици, како сакате, древните венети. Тоа не е грчки мит. Богињата Лето, Нокта, Зора, Котито зборуваат исто така за тоа кој ја создаваше оваа митологија. На грчки тие не значат ништо. На Лето знае, Лето и во ден денешниот јазик на сите словенски јазици е задржан. Нокта е божица на мракот и темнината. Грейвс не знае дека во нечија азбука постои буква К, иначе ќе ја запишеше како ноќта. Меѓутоа тој во својата азбука и својот говор нема таква буква. Тоа може да го знаат само древните македонци. Затоа нивната древна богиња за мракот и темнината е Ноќта, а не Нокта. Зора е божица на првата утринска светлина. Повторно разбирливо на денешниот македонски јазик и на останатите словенски јазици. Котито е древната божица на плодноста. Збор идентичен до ден денеска. Котење, размножување, посебно кај животните. Богот на лекувањето Асклепие, оној што го склепува здравието, повторно на наш јазик разбирливо, или Дарон, богот на здравието. Значи јазик е, да кажем, сигурно на грчки ништо, би кажале с грците само архаико, старо, непознато. Култот за деветте музи, исто така многу е експлоатиран во митологија. Во древните извори ќе видиме дека тие потекнуваат од Пиерија, област во Македонија во близината на Солун. Тоа се деветте ќерки на Пиер Македонецот,
Што да кажеме за Орфеј? Син на Калиопа, едно од деветте музи. Нема да користам други извори. Доволно да кажам само за Спиридонов, бугарски автор, кој се отидол од тракиски етнос. Орфеј вели дека е роден во Македонија, што е нормално, тој е син на Калиопа. И умрел во Македонија. Таму е и погребан во близината на Дион. Така пишуваат древните извори. Мислам дека е доволно за денеска, можеме да зборуваме 3 дена и 3 ноќи за оваа митологија, меѓутоа основата ќе биде само една. Пелазгиска. Нигде не среќаваме древни грци, древна грчка митологија. Значи, затоа пелазгите си обезбедија место во вечноста. Тоа е древниот народ кој носи на сите цивилизацијски придобивки. Целиот свет, меѓутоа, не му смета да оваа митологија ја нарекува грчка или старогрчка, едноставно заради тоа што оној кој што е најпогоден не можеше да приговара. Едноставно, македонците последни си формираа своја држава, тие беа 2000 и кусур години под туги робства, а во моментот кога сите балкански народи се ослободува, тие беа распарчени за да не може некој како жив сведок да си го присвои ова древно културно наследство. Меѓутоа, македонците како дел од тоа големо пелазгиско семејство, кој беа во центарот на таа пелазгиска древна венецка цивилизација, мораме да кажеме дека немаме монопол на ова културно наследство. Тоа им припаѓа на сите. На сите оние во чии вени денес тече пелазгиската крв, течат пелазгиските гени, а тоа се сите балкански народи. Затоа ме чуди некој кога ова културно наследство сака да го прикаже како грчко. Самите грци велат дека кога дошле ги затегнале пелазгите, староседелци на овој балкански полуостров, дека пелазгите според Херодот и другите древни автори за грците биле варвари, зборувале неразбирлив јазик. Македонците се дел од тоа пелазгиско семејство, видовме од повеќе автори, најдециден беше Јустин, книга 7 глава 1. Тоа не им смета на денешниве европски сојузници, на нашите јужни соседи, да древните македонци ги прикажува како грци. Не може да биде тоа грчка култура, реков, таа им припаѓа на сите балкански народи. Сите од ред имаат право, бидејќи во сите нивни вени течат древните пелазгиски гени. Не е можно да биде грчка и од проста причина што останаа живи наследници надвор од тие грчки интереси. Тоа сме денешните македонци кои никогаш не бевме поробени од грците. Ние заедно со останатите денес наречени словенски народи сме наследници на тоа културно наследство. Затоа јас велам дека не треба да ги прифаќаме тврдењата и сугестиите да гледаме само напред. Од проста причина што во ова зоврино буре барут наречено Балкан, во кој што секој со секој е закрвен, само минатото може да не спои. Тоа е заедничкото пелазгиско минато. Затоа да ги избришеме, да ги закопаме ратните секири, да ги прифатиме границите такви какви што се, а културно да се поврземе и да соработуваме. За денес толку благодарам. Во наредните 3 емисии ги поканев и мои гости на телевизија Сонце ќе бидат професор доктор Душко Лексовски, најголемиот познавач на карпестата уметност, Ангелина Маркос, професор по филозофија, и Маргарита Китан Ивановска, лингвист, кој секој од своите ресори ќе се обидат да не приближат до древните македонски корени и да кажат нешто за врските на древните и денешните македонци. Благодарам.